Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. И вечерва, како и секогаш што инсистирам, имам невообичаено, не класично интервју и невообичаен гостин. Толку е многу јавен и толку е многу популарен, што го гледате и сакате и уживате да го слушате, меѓутоа вечерва ќе го слушате во едно многу поинакво издание. Ќе одговара директно и искрено, во тоа сум сигурна, на пофилозофски теми за животни вредности и за концепцијата за семејство, концепцијата за вера, патриотизам, што значи да си човек со интегритет кој умее и сака да отвара и да зборува гласно за прашања за кои што многумина одбираат да молчат. Вечерва ќе зборуваме за совеста, за алчноста и злобата како тивки форми на самоуништување, за патот негов од детството до сцената за татковите полуки негови што никогаш нема да му остарат, болката кога животот ги тестира. Ќе слушнете и за цената на искреноста негова, за товарот да ја живееш македонската песна, за патриотизмот во време на подалби и за тоа дали успехот денеска може да постои без интегритет, односно денес. Оние кои љубат и го почитуваат македонското правилно говорење денес, како современ начин на опис на нештата, а не денеска конкретно за денешниот ден. И како што почнав, така и ќе се воведам во првото прашање. Значи, ова нема да биде класично интервју, ова ќе биде разговор за тоа што значи да останеш човек дури и кога никој не те гледа. Дами и господа, вечерва ќе уживам, а и вие со мене, со Спасен Силјановски, мојот колега. Добро вечер и добре идете. Добро вечер, добре најдов. Благодарам на поканата, иако сум често во Алфа телевизија, нели, мојата матична телевизија. Така е. Првпат сум на овој ваш подкаст, верувам дека гледачите што ќе не гледаат, па и оние што ќе не слушаат, ќе има што да слушнат и што да видат. Верувам дека ќе разлобиме повеќе теми интересни за нив, кои што досега не ги видели, не ги слушнале од мојата уста и од мојот наратив. Ето така, тоа е интересно затоа што луѓето те знаат онака како што те знаат, имаме прашања и такви, што тоа ти донесе, колкав товар е тоа или колкаво па уживање од друга страна, ама ќе зборуваме и за работи за кои што знам дека има што да споделиш, бидејќи живееш вистински вредности, бидејќи си човек кој што е влюбен во татковината на начин на кој што тоа така треба да биде. И не се плашиш тоа да го покажуваш, да го содела на дневно ниво, во секоја минута, на социјални мрежи каде што луѓето може да те слушнат и видат. Не одам на вака одлучив да го почнеме интервјува, затоа што не одам да ме фасцинираше една твоја реченица околу великденскиве празници. И велиш вака, да не го бараме Јуда во минатото, туку најнапред во собствената совест. Што значи ова, Спасен? Точно. Прво ќе се навратам малку концептот како ме гледа народот мене. Тоа е можеби малку релативно. Ајде да бидам нескромен сега. Од различна перцепција и од перспектива, нормално од различна подобна точка на гледиште, луѓето различно те доживуваат. За оние луѓе кои што ја ценат вистината, правдината, кои што ги ценат моралните, етичките вредности, за нив си секојаш во право, другите па те осудуваат. Затоа повторно ќе кажам, добро ме опишат и благодарам на прекрасната најава, но сепак сметам дека е поврзано со различно гледиште на луѓето. За жал во ова сурово време и луѓето не ги разбираат, за жал, точно оние морални и етички вредности кои што се дадени пред се уште од времето на Мојсей со оние 10 Божји заповеди. Јас гледам да се движам, ако ништо повеќе, според нив. Речем, имате филозоф Шопенхауер, многу познат германски филозоф, тој вика, иако вика јас сум атеист, сепак сметам дека Бог треба да биде измислен. Зошто? Затоа што луѓето, односно човештвото, не би функционирало хиерархиски на овој начин, би било анархија, затоа што човекот не се плаши од општествените закони, туку се плаши од Божите закони, од оние морални вредности, 10 закони кои што биле запишани на плачата на Мојсей. Токму и во тој контекст со Јуда, ние често знаеме да осудуваме, често знаеме да мудруваме, често знаеме да бараме во се причина и повод, без јасно да се погледнеме самите себе си, да се погледнеме својата внатрешност.
Лажно додворување, јас го викам тоа. Лажно додворување на јавноста, лажно додворување на оние луѓе околу вас, па и на семејството, на блиските, на пријателите и на околината. Тоа лажно додворување што значи? Лицемерие или себичност, селфиш, би рекли американците. Треба да го најдеме Јуда во нас, дали постои, дали не постои Јуда во нас. Како вика еден познат индиски филозоф, му го заборавив името, вика, секој човек во нас има и јагне и волк. Од нас зависи, од нашиот карактер, што ќе храниме. Дали ќе го храниме јагнето, дали ќе го храниме волкот. Доколку сите погледнеме во нашите души, во нашите срца, се спознаеме самите себе си и доколку сите го пронајдеме Јуда во нас, доколку постои, затоа што ние не сме совршени дефинитивно, никој не е совршен, но овој свет сите сме грешници, во сите постои по некој Јуда. Колку сме способни да го потиснеме тој Јуда, тој грешник или тој предавник, еве да кажам директно. Еден човек бил безгрешен на светот, за жал го раснале, а уште поголема трагедија според мене, мислам дека и сега да се врати во овој суров свет повторно ќе го раснат. Така да доколку се познаеме самите себе си, доколку го храниме јагнето во нас, нема потреба да го бараме Јуда. Ќе работиме на една колективна свест за доброби на човештвото, со добри дела, со морал, со етика и со сите оние вредности кои ќе го направат човештвото пред се и овој свет и оваа планета подобра за живот и така ќе се приближиме поблиску, еве да влеземе малку во теологија, поблизу до Бога, поблизу до рајот и поблиску до совршенството. Така. Ние сме само на овој свет, според мене, јас имам своји теории, според оние записи кои што сум ги читал многу, своје видување и за судбина, и за теологија, и за Бог и за задгробен живот и за сега живот. Јас мислам дека сме само ние во овој момент едни патници кои што сме моментално на оваа планета, се со цел да се изградиме, да научиме нешто повеќе, за да се приближиме до Бога и до совршенството. Нашето јас, нашата личност, јас, кога ќе кажам јас, тоа не е моето тело, мојот лик овој што го гледате, тоа е мојата душа. Колку Јуда постои внатре во нашата душа? Колку постои Јуда, колку постои Исус, а колку постои Луцифер? Тоа треба да го пронајдеме ние самите себе и да го избереме, да го извлечеме од сето тоа најдоброто за да се приближиме до она совршенство и до таму каде што се стремиме, да речеме, според теологијата во вечниот живот, но не само за таму, туку кога ги оствариме тие вредности на честност, на доблест, на морал, на етика, нашиот живот ќе биде подобар и тука на оваа планета, во овој момент, во оваа сегашност, денес, како што кажавте вие во најавата. Јас одам на ти, така ми е попријатно, а тебе како ти е попријатно, така нека си тече муабетот. Може би премногу разлобувам со одговорите, не знам одлично, јас таму каде што сметам дека треба да те допрашам или малку и да те сецам, ќе го направам тоа без грижи. Колку гледаш околу себе луѓе вака свесни, како сето ова сега што го опиша? Гледаш ли дека имаме малцинство на такви луѓе, што е штета генерално, или пак дека веќе почнуваат да се самоосвестуваат, па и да се самокритични? Може би не се согласувам со вас дека се таквите луѓе малцинство. Добро. Јас верувам дека таквите луѓе се мнозинство, но за жал се маргинализирани во општеството, односно они останатите се многу погласни. Останатите се кои? Тие кои не можат да простат тук успех, тие кои што не се срамат и не бегаат од тоа да бидат злобни. Останатите се оние кои што живеат во одредена стаклена бариера, стаклено звоно, кои што се, да речам, ограничени со нивниот видокруг, и работите ги преципираат онака само како што нив им одговара. Всушност, тие го гледаат во човекот тоа што тие сакаат да го видат, а не тоа што сте вие. Токму тоа, јас често пати го кажувам примерот со мувата и со пчелата. Мувата, да ја пуштите во една ливада со цветови, таа ќе лета со сати додека не најде некоја фекалија за да слета на незе. А пчелата обратно. Значи во една ливада со фекалии, таа ќе лета и ќе најде еден цвет. Секој човек го бара
она на кое што му треба. За жал има одредена категорија на луѓе кај нас кои што ќе се навратам, одговорот на вашите прашања, одговорот на вашата личност, субјективно и објективно, веќе им е пред време спремен. Иако не ве познаваат доволно. Тие се спремни со нивното мислење и со нивното судење. А и Бог вика, немој да судиш, за да не ти биде судено. За жал, токму тие луѓе се подоминантни, благодарение, ќе кажам, на социјалните мрежи, бидејќи денес дојде време каде што секој на социјалните мрежи може да се искаже еден свој став, кој што не е подкрепен ни со факти, ниту со докази, може би со омраза, со лечење на лични фрустрации, кои што ја исполнуваа нивната индивидуа. Човек мисли, ако ве навреди, ако ви наштети, дека тој е посреќен. И сега повторно ќе се навратиме тука и во теологијата. Или борбата помеѓу доброто и злото. Кој владее со нив? Дали владее доброто, дали владее злото? Кој е подоминантен? Волкот во нив или јагнето во нив? И на крај, треба да проработи посвеста, сепак тоа зависи со едукација пред се, за да знаат луѓето да си ги очистат тие нечисти и неправедни мисли од самите себе и со нивниот однос кон околината и општеството да допридонесат нешто за овој свет. Така. И тука доаѓаме до на инстанца дека дарувањето е всушност суштината на животот, кога даваш, а не очекуваш реципроцитетно назад, односно кога безусловно правиш нешто за да оставиш зад себе, а мајде тоа ќе го разглобиме во текот на муабетот на малку поконкретни парчиња. Сега сакам да ми кажеш дали визијата на детето спасен е всушност ова што се ти денеска. Беше ли тоа твојата детска визија и сом кој што си го оствари? Ај врати се баш назад. Малку е комплицирано. Добро. Ајнштајн вика постојано гледај во небото и никогаш не престанувај да поставуваш прашања. Бидејќи добиваш одговори само доколку поставуваш прашања. Доколку не поставуваш прашања, нема одговори. Јасно. Или пак ќе се надобрзам. Никола Тесла вика се е измислено. Никој ништо на оваа планета не измислил. Се е измислено. Ние само треба да го откриеме. А како ќе го откриеме тоа што е измислено? Се е создадено со поставување на прашања. Јас како дете сум поставувал постојано прашања. Во секоја сфера од мојот капацитет. Дали музички капацитет, дали физички, дали интелектуален. Знаеш дека ќе бидеш. Сега ќе ви кажам само еден мал пример. Јас сум задоен со музика, значи од кога паметам за себе, пеам, свирам, во такво семејство сум роден, каде што нашите седенки биле проследени со песна, со хармоника, не постоело ден кај нас да не се запее песна, да не се заигра оро. Во таква средина сум роден и во таква фамилија сум роден. Има еден пример кој што сакам да ви го кажам, на кој што се добро сеќавам. Мислам дека имав околу 9 или 10 години и паднав од велосипед. Добре. Паднав од велосипед и тука ми се направи, се повредив, лузна некоја, може би уште се познава тука на челото, и одам дома и плачам, ама знаете онако плачам, и мајка ми вика: "Доро, вика синко, ајде, не е толку длабоко, значи што толку сега си се..." Абе викам: "Како, мамо, кога ќе нараснам, кога ќе станам пејач, како ќе се појавам на телевизија?" А немав никаков контакт, значи дека јас кога ќе нараснам ќе станам, ќе се занимавам со оваа професија. Но ете, тоа е нешто внатрешно кое што можеби јас свесно не сум го размислувал, но посвесна ми диктирала дека Спасен, ти ќе се занимаваш со таа работа, а потоа во текот на животот следува еден друг правец, можеби тука замешана и судбината, и таа е друга тема. Кога се работи за судбина, јас имам лично моје индивидуално размислување на кој начин функционира тоа, ќе го разлобиме ако сакате и тоа понатака. Дали е личен избор судбината или е нешто од што не се бега? Според моите размислувања. Па ќе се вратиме на ова друго. Ќе кажам, не, значи дека јас сум управо, но според оно јас што сум го читал и научно, и теолошки, мислам дека е 50-50%. Согласувам дека нашиот креатор до одреден степен ни дава
правец во животот, но тој ни дава и слободна волја. Ние ќе одбериме, тој ни дава, но ние ќе одбериме дали ќе се напиеме од таа чаша која што ни е дал или ќе поседнеме по друга чаша. Така да, мислам дека има дел кој што е предодреден за нас од теолошка гледна точка, а има и дел каде што ние сами со слободната волја која што ни ја дава Бог одлучуваме. Или тоа е како да ве стави на една крстосница со две патики. И ти кажува Бог, ова патика десно е добра за твојот живот, ова лево не е добра. И сега нашиот разум, ако е неисправен, непогрешно резонира, ќе одбере погрешната патика, така да според моите сваќања на измислувања, мислам дека 50% е предодредена судбината, но оние 50% за кои што сами одлучуваме може многу да расипат. Така е или пак да подобрат. Или да подобрат. Евентуално. Имаш ли некој од семејството кој што се спротивставуваше на твојата желба, волја да бидеш ова што си денес? Не, сум имал дефинитивно поддршката, максимум поддршката и од татко ми и од мајка ми, па нели мајка ми ги пишува текстовите на сите мои песни, а од татко ми сум научил да свирам хармоника и да пеам. Дарбата која што имам, ја имам наследено од татко ми во однос на музицирање, конкретно свирење, инструментализам и вокалните способности. И еден парадокс, татко ми не знаеше да свири хармоника, но тој ме научи. Тоа е фантастично и феноменално и звучи некако баш фантастично звучи, незамисливо. Како? Можно. Еве како? Природна дарба, слухиста. Татко ми беше горем, зборувам со беше во минато, бидејќи почина сега пред неколку недели. Така на моја жал и на жал на сите оние кои што го познава. Ми купи хармоника кога имав 4 или 5 години. Ја ставив на рамо и ќе почнам да музицирам, да пеам, тој ќе пеа, јас ќе свирам и кога ќе погрешам тон, кој што не е во согласност со неговата интонација, ќе ми каже, ќе му позори, не, тука си висок, тука е ниско, тука е високо, треба погоре, најди го тој, прс по прс, и така се научив да свирам. На вистина звучи неверојатно. Значи не знаеше да свири, но тој ме научи да свирам. Ова го имаш ставено и во твојата книга, авторско дело, која што ја подготвуваш. Ајде за неколку минути за тоа ќе зборуваме. Па го немам ова конкретно ставено, бидејќи тој роман е пософистициран, да речам. Има некои суштински работи околу мојата биографија, но се романтизирани, да речам, со дел од општеството, суровоста на системите, малку политика, малку живот. Ги нема овие детали, бидејќи не е биографија. Да, малкумина знаа дека работиш на неја веќе неколку години. Да. Оваа работа наслов или можеби пак ќе биде и конечен, помеѓу нотите и вистината, стабилизација на неговото исчезнување. Точно. Како настана и зошто реши да ја правиш? Животниот пат мој не бил лесен. Сум поминал буквално работи, можеби пред времето или пред годините кои што требало да ги поминам. На помлади години сум поминал работи кои што требало да ги врвам подоцна. Сум согледувал премногу работи низ денешницата во општеството, во кругот на луѓето, во државата. И тоа како обичниот народ не перципира нас, музичарите, а всушност вистината е сосема поинаква. Токму е тој наслов помеѓу нотите и вистината, а потоа имаме еден поднаслов, стабилизација на неговото исчезнување. Тука се работи за факт опишан еден животен пат на многу интелигентен, чесен, скромен човек, кој што кога е потребен за сите околу себе, па и за татковината и за општеството, секогаш е тука, но на крај маргинизиран, бидејќи поминува неговото време на влијание или креирање на јавно мислење, но крајот е повторно среќен, повторно го бараат, повторно ќе го побараат, но во тој период се случуваат многу последици кои што не би се случиле доколку системот би функционирал онака како што тоа значи дека исчезнувањето е спречено на крајот. Исчезнувањето делата остануваат без разлика на тоа колку е препознаен или не. Исчезнувањето се случува не самоволно.
Системски се случува исчезнувањето. Едноставно тука се малку во тој роман подметнати и тие општествено-политички теми, каде што системот, еве буквално народно кажано, системот кога ќе види дека нема повеќе потреба, те отфрла. Да, но тоа никако не те предомислува да продолжиш да чекориш на патеката која за тебе значи, бидејќи сега практично ти си аналогијата внатре, тоа си ти. Патеката која те учел татко ти, патеката на која што си воспитуван, дека треба да оставиш, дека треба да создаваш, ако без човек да бараш за нема возврат. цел во животот, тој не постои. Нашето постоење е засновано врз одредена цел. Мислам, значи постојам. Едно од најпознатите мисли. Така е. Особено, еве конкретно сега, пак нема да звучам скромно, нема да бидам нескромен. Јас сум воспитан на тој начин. Пред се од моите родители, каде што има едни начела, животни или едни девизи според кои што се движам. А тоа е истрајноста, постигнување на целта, посебно во оние моменти кога знам, кога сум 100% сигурен и во право. Тогаш ја добивам најголемата сила, најголемата енергија, не може ништо да ме спречи бидејќи знам дека сум во право. Не можам да премолчам пред неправдата, не можам да замижам на криминалот, не можам да го премолчам нечестното, себичноста, предавството и така натаму. И затоа можеби на одредена категорија на луѓе не им се допаѓам, односно имаат поинакво мислење за мене, но тоа е нивно, секој има право да си донесе свое мислење, но токму тие критериуми низ кои што се движам, кои што ги користам тие начела за моите правила во овој живот, секако тука се оние 10 Божји заповеди, морални и етички вредности, ме права да видам тоа што сум. И на крајот денот, без разлика колку јас ја постигувам мојата цел, дали приватно, дали еве конкретно на професионален план со музиката, јас сум задоволен самиот од себе, бидејќи знам дека тоа што го правам искрено, со честни намери, со љубов, од душа и од срце. Така е. Го споменавме таткото ти неколку пати. Така. Неодамна почина, ти споделуваш мудри мисли и реченици преку кои те растел и те водел низ животот. Дел од нив се биди чесен дури и кога никој не гледа. Карактерот е тоа што останува по аплаузите. Зборот на човекот вреди повеќе од се. Никогаш не гази по послабите за да изгледаш посилен. Фантастични реченици. Силата се гледа во начинот на кој се однесуваш кон другите. Доследен ли си на сето ова? Што од ова ти помага во ината мощното растење? Покрај тоа што го нема и не е тука да те подсетува, а од што чувствуваш болка? Од ова што го применуваш? Значи, што те повредило? Ти донало некаква последица на твоето однесување која пак те заболела или те повредила? Иако не е тука татко ми, неговите реченици, неговите совети се врежани длабоко во мојата подсвест и секогаш, барем до сега, се надевам дека и од сега ќе продолжам да ги практикувам тие начела со кои што ме воспитал. Само ќе се напоменам, морам да се навратам за да видам малку подиректен во однос со една од тие реченици или закони кои што заповеди. Кога почнав со музичката кариера, почувствував некоја си гордост. И во Библијата пишува биди скромен, гордоста е грев. И токму тогаш ме опозори татко ми. Вика, иако ти аплодираат тука луѓето, остани тој што беше вчера. Немој да се, буквално сега, немој да се правиш нешто што и не си во моментов, а и што не ти доликува. Јас често знам да го практикувам тоа и сите дори ми се чудат, ке појдам во моето родно киче, во моето село, прво што правам, ке седнам и ке појдам во селска кооперација, со истите тие луѓе, ке седнам на една гајба, по едно пиво со тие стари пријатели и буквално местни нарезак, знаете како оди тоа. Така е, вистински кооперација. Значи, оние начина каде што ниту сакам некого да понижам, ниту да подценам, сакам на сите да им обрнам внимание колку што можам. Некогаш физички не
не е возможно да се постигне, да се обне внимание на сите луѓе, а и секако и другите начела кои што сум ги наследил од нив, од татко ми, да речеме, се придржувам кон се, а она што ме боли конкретно, некогаш додека беше жив, јас го обвинував татко ми. Зошто ме воспитал така? Затоа што во овој суров свет е многу тешко да си добар. Јас сум по природа наивен, да речам сега. Ако сте наивен во денешно време, знаете како ве перцепираат луѓето. Се искористува добрината и вие после излегувате дека сте глупав. Што не е така. Тоа е само добрина која што другите искористуваат. А најмногу за кое што се кајам од овие работи е тоа што сум верувал на луѓе непотребно, на луѓе на кои што не требало да им верувам, односно сум тука и повторно наивноста моја. Ама зарем тоа не е па школа, што би рекла? Да, но најдобро е да се учите од тугите грешки. Но никогаш не научуваме од тугите грешки. Јас секогаш сум учил своите грешки, но годините поминуваат, а последиците, траумите остануваат и се тоа си става белек и духовно, и физички, и на срцето, и веќе и на годините, и последици на реалниот живот. Затоа се обидувам сега во последно време. Дали се ова истите принципи преку кои ги воспитуваш твоите деца? Дефинитивно. Дефинитивно. Ке се навратам еве на татко ми, ке искористам, Бог да му душа прости. Јас им посакувам на сите да имаат родител како што имав јас. И јас, мојата главна мисија после неговата смрт е да продолжам да ги воспитувам моите деца на начинот на кој што тој ме воспитуваше. Тој не знаеше за неправда, не знаеше за нечестност, не знаеше само правда, честност, морал, етика, работа, каде што треба ќе се работи, каде што треба ќе се седи, ќе се пееме, ќе се шегуваме, значи едни принципи кои што обликуваат карактер на еден човек онаков како што навистина треба да биде. Ајде сега за една многу убава етапа. Имаше доста убави етапи во животот, но оваа е една која имаше светска слава доживеа буквално, ќе ти дојдам вечер. Е хит од 7 до 77, кога сакаме да опишеме габаритна возраст, на сакање на популарност, тоа е таа некоја рамка возрастна, меѓутоа и на светско ниво еден куп странци, рандом луѓе од различни земји ја препејуваа, па сега во време на социјални мрежи тоа станува вирално во истата секунда. Ти донесе ли пари? Сега тоа е нешто кое што ги интересира луѓето, ваквата мега популарност на ќе ти дојдам вечер. Во смисла на авторски права, прегледи, дали тоа го успеа да го искористиш, ако е тоа правиот збор? Многу интересно прашање и мило ми е што го поставивте. Во однос, би сакал повеќе се задржиме околу оваа тема. Јас сум среќен што таа песна стана навистина голем хит. И како што кажате, се слуша по сите Од цел свет имаше разни видеа. Но ме радува фактот што не ја слушам само македонците, македонската диаспора. Туку ја слушаат и тие народи, народности. Јас добивам секој ден видеа каде што песната ја слушаат и не знам во Малта или во Јапонци, па ја пеат, тоа е многу добар факт. Ме радушарува фактот што нашата публика, мојата публика, македонската публика, онаа публика за која што сум ја наменил таа песна, чекаше да и каже некој друг дека овој производ е добар и за да свати дека имаме нешто квалитетно. Така. Зошто ние секогаш не можеме самите да се изградиме мислење и да одлучиме самите свесни, цврсто дека ова е добро без разлика другите што мислат, мене ми се допаѓа и јас ќе го пијам овој производ. Туку ние чекаме се некој што ќе каже од страна. И знаете како добивам, какво чувство добивам. Демек, песната е хит, ќе ја слушам не затоа што сакам, затоа што сите ја слушаат, па да сакам да бидам и јас во тој круг каде што сите ја слушаат. Тоа малку ме иритира затоа што тоа е погрешно не само за мојата песна. Ние имаме многу и други убави македонски песни
не само мои, од мои колеги, кои што можеби не си го пронашле своето место на пиедесталот, затоа што не дека некој не ги приметил дека се добри, туку затоа што нема собствено јас да каже ова е добра песна и ова песна сакам да ми се пее, туку ќе чека кога дојде некој од страна и да му каже дека ова е ствар, имате добра песна, ова треба да би биде хит. Стварно да ќе не биде хит. А она уште потешко прашање кое што ми го поставивте во однос на авторските права. Јас ќе кажам јавно сега на пред нашите гледачи и нека се запрашаат сите оние кои што се во тој круг за авторски права, па и од Министерство за култура, па и од ЗАМП и така натаму. Јас за оваа песна оваа година добив 7.000 денари. Сериозно, само 7.000 денари? Да, сериозен сум, имам документ ќе ви го покажам. Знаете ли вие која И па нема логика никаква. Да, но кој треба да ја пронајде? Јас ако почнам да ја барам логиката и да барам правно да постапувам, знаете како, ти си дежурен, бараш само ти се буниш, само ти бараш правда, ама некој мора да ја најде таа правда сега. Како е, нека провери Министерството за култура, нека си провери па и обвинителството каде одат тие пари, како се плаќаат, дали паушално, дали според одредени критериуми каде што треба парите, кој добива најголем дел од колачот, исто така и тоа е интересно да се... Јас имам информации дека Слабо сум информирана на тема, меѓутоа некои работи кои ги чув, ги слушнав, односно не сум баш. Јас имам информации, јавно говорам, како и секогаш, познат сум по тоа, дека не се плашам јавно да говорам. Постојат личности кои што можеби немаат компонирано песна 20-30 години, а и песните кои што ги имале пред толку години воопшто никаде не се емитувани, а знаете за какви суми се работи. Суми од 70 до 100.000 евра годишно ниво. Пишувани се како автори нивните сопруги, нивните тетки, нивните сестри, нивните... Тоа е страшна, да кажам, криминогена организација навлезена околу распределбата на тантиемите за авторските права. И за жал, не зборам само за денес лани, ова се случува веќе 20 години. Никој не превзема мерки. Да, зошто се молчи на тема спас? Бидејќи јавна тајна некаква е. Треба неколку пати гости во емисија го споменале. Треба институциите кои што се одговорни на оваа тематика да превземат. Јас можам само ова да го кажам што го имам, немам информации конкретни со кои што би можел да пристапам, јас да кажам тука е грешката, там мора да постојат институции, тоа да се разлоби се со години наназад. Како се тантиемите добивани, кои автори се најзастапени, кои национални медиуми, телевизија и радија ги поднесуваат своите извештаи за пуштање на музика и чии имиња се запишани внатре во тие извештаи. Сето тоа многу лесно може да се разглоби и да се открие каде, но на некој не му одговара, очигледно некој има и од тој колач. Така, според мене. Очигледно и повеќе од очигледно, апсолутно. Парадокс, повторно, мене ми е жал што мора да зборувам за моја песна, но фактот е дека едно од најслушаните, не можам да кажам дека е најслушано, но постанеме неколку години и најслушани. Вие да земете за една песна авторски права, значи од 7-8.000 денари, тоа е парадокс. Нема телевизија, нема емисија, нема свадба, нема ресторан, кафана, каде што секој деневно не се пее по десетици, стотици пати. И кога ќе зборам со мои колеги на оваа проблематика, сите се чудат. И се кај да ја барам правдата јас. Треба да, не само што нема да ја најдам правдата, бидејќи како индивидуалец не можам да постигнам ништо. Туку ќе се изгубам и време, и нерви, и на крај ќе бидам уште повеќе разочаран. Како и да е, ти одиш според... се извинувам уште ова, бенефитот кој што сум го добил од таа песна се моите настапи. Благодарение на таа песна се зголемила бројка на моите настапи и се разбира се зголемила значително мојата цена по настап. Тоа да, а во однос на авторските права
тоа е страшно нешто. Да, интересно е и ти благодарам што вака некако малку подетално даде насока како се движат работите, чисто бидејќи сме сепак национален медиум и добро е да се зборува за нештата, макар да се отворат одредени насоки, па и оние кои ги креираат политиките да може да постапат. Се согласуваат во најголем процент, 80% од сите автори се согласуваат со овој проблем, со оваа проблематика, но никој не сака јавно да проговори да преземе мерки. Единствениот дежурен барател на правдата, како и во секоја сфера, сум повторно јас, и си наметнувам поради тоа, си создавам хейтери, ботови и така натаму, но не можам да премолчам. Еве јас не сум обвинител или адвокат или финансова инспекција да појдам да проверам, ги немам тие ингеренции. Но може некој да го направи тоа. Така е. Еве нека биде апел и вечерва од ова студио. За тебе луѓето ќе речат дека си човекот кој навистина ја живее македонската песна и колкав габарит тоа спаса. Колкава одговорност. Кога се работи за, еве повторно имам навика одговорите малку индиректно да ги резонирам, да ги одговорам. Ти само слободно отвори се и онака објасни како што сметаш дека треба да бидеш најдобра разбран. Имаме термини патриотизам, национализам и така натаму. И често ние, кога ќе кажете за некој националист, патриот или националист, луѓето имаат лошо мислење затоа што не ги разбираат термините. Имате патриотизам, национализам, шовинизам, нацизам и така натаму, не ги разбираат за жал луѓето тие термини. Наша должност како граѓани на оваа држава и како македонци, должност на секој граѓанин е да се грижи, да ја почитува и да создава патриотизам за својата држава и за својот народ. Што значи тоа? Да ја сака, тој жар да го има во себе. Нашите револуционери или партизани, како напишал овој Христо Узунов, ми се чини беше, опрости ми мајко, но ти си ми втора мајка, мојата прва мајка е Македонија. И благодарение на таквите револуционери и патриоти, ние го живееме денес ова парче земја кој што за жал ни остана. Не знам дали ќе го сочуваме, дај Боже, не ми се гледа добро работата. И кога ќе јас напишам статус, колумна или јавно кога ќе излезам на некој настап, емисија или подкаст со некои патриотски ставови, никого не навредувам. Едноставно промовирам љубов кон својот народ, својата татковина, својата земја, своето општество, својот град, своето село и така натаму. И веднаш те етикетираат како ти си националист, гледај си го пењето, не се мешај во политика. Јас не се мешам во политика. Ниту имам политичка функција, ниту имам партиска функција, но имам една заснована идеологија. Врз која што идеологија јас се движам, а таа идеологија е македонскиот народ. И јас ги сакам сите народи, ги почитувам сите народи, но факт е дека за мене македонците се на прво место. Тоа е исто како вашето семејство. Јас ако не ја сакам мојата ќерка, мојот син, мојата мајка, мојата сопруга, како би можел да ве сакам вас? Тоа е само лага. Тоа не е возможно, значи тоа е апсурд. Така да на секој граѓанин на оваа наша држава е должност да ја љуби, да ја сака, да се грижи. Како вика, не е битно што ќе добиеш ти од државата, туку колку си подготвен да дадеш за државата, за татковината и да изгубиш за неа. А ние сите тука очекуваме само што ништо не ми даде државата, ќе си бегам од странство, државата не ме спадај, направете вие нешто за држава. Еве јас не сум вработен. Повторно ќе ме судат, сега верувам, но се борам. Немам ниту стаж, живеам од музиката, се борам и давам каде што можам, ќе донирам, ќе помогнам хуманитарни концерти, барем така можам да помогнам. Можам да помогнам со честност, можам да помогнам со донација на некој сиромашно семејство колку што можам. Секој на некој начин во својата сфера може да даде нешто за државата. Малкумина знае дека си бил и дел од професионалната војска. Да, работев 3 години, мислиш, или 9 месеци. Ети тоа е еден вид влог, зарем не? Мојата идеја, буквално јас се вработи во армијата од љубов.
Сакав да носам униформа, мислев дека тоа е благослов да носиш униформа од својата татковина. Мислев дека на некој начин ќе дадам нешто, ќе придонесам од себе за татковината. И ќе се навратам повторно, луѓе, па видете вие еден холивудски филм кога почнува со американското знаме. Јас често одам настапувам во Америка, нема куќа каде што нема американско знаме. А замислете уште еден полош парадокс. Сега што се однесува лично на нас. Не споменуваме политички партии, индивидуи, така натаму. Сега пред ден-два имаше некои реакции, му смета на македонец, му смета македонското знаме од Кутле затоа што дали беше Демир Капи или не знам каде за Великден затоа што го ставиле знамето од Кутле. Па како може да ти смета македонското знаме од Кутлеш како македонец? Па тоа е парадокс. Па апсолутно е. Па тоа е страшно нешто. Ама во моментов вика не е тоа добро, ние го почитуваме и тоа ше ајде да го почитуваме како прво, тоа беше прв символ на македонска независна држава. Така. И како може да ти смета твојот символ? Значи, па ти не си македонец. Тогаш да се прашаме ние во оваа наша држава, дај да видиме колку се бугарофили, колку се србомани, колку се грекомани, колку се прави честни македонци и она најлоша категорија според мене има од тие три категории од оние фили, категорија криминогени. Тука веќе не постои ниту народ, ниту нација, ниту вера. Таа е најопасна категорија, исклучиво лична корист и најголем канцер во една држава. Тие можат се да направат да не ги интересира националност, вера или политика, поради нивните лични криминогени интереси можат да разнебитат се. Утре да се распадне оваа држава, не ги интересира каде ќе живеете, него со своите милиони ќе си заминат надвор од државата, како што имаме неколку случаи, имаме луѓе кои што пребегале со милиони надвор од државата. Таа категорија на луѓе е поопасна дори од оние внатрешни структури кои што сакаат со цел ослабување на сите институции, свесно ослабување на сите институции, бидејќи ако немате институции, вие немате здрава држава. А кај нас 30 изгодни години се работи на уништување на институциите. Дали образование, дали МВР, дали не знам Министерство за економија, дали и така натаму, а што е најлошо пример, за да имате здрава држава треба да имате здрав разум, за да имате здрав разум треба да имате здрав интелект, за да имате здрав интелект што треба да имате? Образование. Така. Кај е нашето образование? Кај е нашата култура? Колку артефакти, колку се изнесени надвор Македонија, артефакти кои што се доказ за постојањето на нашава држава и што прават? Историски докази, докази ќе ги изнеса надвор државата, претежно преку релација Србија, па од Србија во Грција ќе ги закопаат истите и за месец дена ќе ги откријат. И еве ќе кажат дека оде е Македонија. Значи, тие криминогени структури кои што се само за личен интерес, тие нанесуваат огромна штета. Па после се оние албанофили, бугарофили, србомани, грекомани и така натаму. Значи, ние имаме рангот на тоа каде е нашата свест и зошто не проработува чувството на љубов. Сега ќе се навратам токму на оваа тема. И они останатите мал дел патриоти, нели тоа беше целта, што значи патриотизам, што значи љубов кон татковината. И тие за жал, токму и тоа е во тој роман кој што го напишав, се отфрлени на некој начин, затоа што на некој горе, не знам кој е тој горе, како да го наречам, дали чадорот, дали структури и така натаму, му смета човек со развиена општествена, традиционална, морална свест и емпатија кон народ и интелект. Таквите луѓе очигледно не му треба на општеството, затоа што му сметаат во нивното разнемитување на ова наша државичка. Сите овие ставови, твои гледишта и начинот на кој што го живееш патриотизмот и со дела го покажуваш, ти донесе повеќе штета или повеќе корист на професионален план. Ти си јавна личност, човек кој што живее и работи и екзистира од твоите настапи. Имаш и во песна го имаш опеано, например Зоран Заев, песната е, само да ја најдам,
Пусто да ти биде заев судбината, ти што сакаш да ни ја земеш татковината, и тоа е песна некаде баш во цутот на неговото владење. Кога сите молчеа, имено, се најде еден Спасен Силјановски, кој што баш ова го направи. Колку те чинеше овој потек? Многу. Воопшто сите овие мои продржавни ставови. Значи, повторно ќе кажам, некои ме окарактеризуваат како ти си партиски, ти си вамо. Факт е, јас не кријам дека сум идеолошки припадник на десницата. Добро. Тоа е факт. Но, уште поголем факт е, сум го кажал и повторно ќе го повторам. Мојата цел е Македонија. Па потоа се друго. Значи, мојот предизвик е државата. Се што е мојот најголем интерес е државата. Се што е спротивно на интересите на државата, на татковината, јас ќе видам тука да го критикувам и да се борам против тоа. Без разлика дали е мојата партија, дали е друга партија и така натаму. Конкретно, многу имам изгубено од овој патриотизам. Многу имам. Дори во тој момент, еве со вас, со песната, буквално сакам да ја преведам, луѓето не знаат, пуста да ти биде клето судбината. Една иронија да се пронајде човекот сам. Но јас на еден од моите настапи го изговорив неговото име, затоа што веќе тоа беше крај, се знаеше дека ќе се изврши предаство на Македонија, дека ќе се промени името, и не може да се воздржам од тој патриотски порив и го употребив и лично неговото име. Имав многу постарици, а во однос на моите настапи јас ги изгубив 70% од клиентите. Еве да кажеме 30-40% од клиентите приврзаниците на Зоран Заев, а и 30-40% од оние клиенти кои што мене ме слуша и ме сака, но од страв. Така е. Од страв не сакани да се приближат до мене за да не бидат на некој начин обележани, етикетирани и така натаму. Имаше периоди каде што ова сега што се случува, верувајте ме, со овие знамиња по концерти и така натаму, јас не можам да го поднесам од која гледна точка. Па јас тоа кога го правев во некои најцрни матни данови, луѓето се пушта одоро. Се плашеа од собственото знаме. Ако запеев Ѓурѓо, се собрале комитите и така натаму, еве го Селја, ако дојде пее, па сега сите ја пеат Ѓурѓо на свадба, од кога после 8 мај 2024. Па како вие преку ноќ се освестивте, сега станавте македонци патриоти, како тој преку ноќ викаше се освестив, се разбудив и станав бугарин. Се сеќавате на такви случаи. Така е. Дајте еднаш да завршиме со ова лицемерие. Ако сте македонец, бидете македонец и во тешки времиња, и во добри времиња. И кога врне, и кога вее, и кога има сонце. Не може само кога ви одговара на вас, само за да користите бенефити, да користите одредени бонуси или функции, или можеби некој си јавен публицитет. Мене никогаш борбата за татковината за Македонија за името не ми била индивидуална. Колективно сум размислувал, не е за личен интерес. Еве како што ви потенцирав, дури многу сум изгубил и до ден денес губам. Некој го каже, ти си прво-маровски ориентиран, се бориш. Еве, факт е, 1-2 години ВМРО на власт, толку проекти, субвенции од Министерството за култура, мене ме нема во еден. Толку настапи, нова години на Скопје плоштад, во Битола тие вечери, зимски вечери, Спасен нигде не е. Јас повторно заработувам од мојата публика, за која што творам. Никогаш не сум очекувал да добиам нешто од партиски структури. Ниту пак бараш. Ниту пак барам. Јас себе не сум, вие имате, се слуша, значи читале, таму референт, таму советник на министерот, таму не секој си од некаде, конкретно зборам за музичарите. Си добија по некоја платичка, некој од негде си се таму наместил на некој местенце, барем она што го кажува јавноста, јавни достапни информации. Спасе нигде. Еден ако најде, еве јавно кажувам, ако еден најде документ дека Спасен има земено државни пари, субвенции, државна плата, дали за проект од Министерство за култура или да било каков основ, јас од утре се облекувам кошулата, вратовската, се откажувам музика, значи го нема. Сета моја борба е многу повисока
Околку што може луѓето да ја сватат, никогаш не била за мој личен интерес и никогаш нема да биде за мој личен интерес, затоа што немам интерес јас. Јас знам колка ми е долга чергата и знам до кај треба да се пуштам моите нозе. Па и борбата за концертите за странските изведувачи. Никогаш не била борбата за јас да пеам. Што те погоди најмногу во онаа една исто така доби јавност, една преписка или една медиумска кавга меѓу тебе и градоначалникот на Кавадарци на тема Тиквешкиот гроздобер. Што те погоди најмногу? Знаете како? Ти објасни во еден статус дека не е дека ти се бориш да настапиш нели на ниту споменав дека јас сакам да настапам, ниту верувајте ме интересира за да настапам. Повторно ќе кажам, знам кај треба да настапам, кои се моите можности, која е мојата публика, се ми е јасно и никош не претерувам со моите амбиции. Постепено си оди ке си дојдем. Во тој период имаше повеќе општини каде што има ангажирано изведувачи од надвор. За среќа или несреќа, прв што ми се појави беше Кавадарци со Митко Јанчев. И јас реагирав. И тоа е доказ дека јас не сум пристрасен кон одредена политичка партија или кон одредена личност која се работи за македонски национален интерес. Митко Јанчев е од ВМРО, па му е кандидат, па јас влегов во дуел, бидејќи моите цели се многу повисоки од партиските. Како што кажа претходно се македонските. И татко да ми е, и брат да ми, јас го критикувам. Како личност, никогаш ништо немам против Јанчев. И сум немал против Митко Јанчев. Дури и слушам дека, според оние статистики, дека е најуспешен градоначалник. И тоа е факт, никој не го спорува. Но сакав да потенцирам во однос на тој парадокс со настапите од странство, особено за национална и традиционална државна манифестација, каде што се промовира традиција, се промовира гроздобер, се промовира вино и така натаму. И сега, господинот Јанчев тука излезе со некоја реплика на мојот став. Јас никаде никого не навредив. Во мојот првичен пост само напишав во која држава е Кавадарци, во која држава е градоначалник господинот Јанчев и така 2-3 точки, секој се пронајде каде што треба. Она што ме заболе во тој момент, се почувствував навреден. Не само јас, дали свесно, дали несвесно, дали пијарот на господинов Јанчев направи таква катастрофална грешка, каде што се стави автогол, ме навреди и мене и сите мои колеги. Ти не можеш да донесеш 5% од Марија Шерифовиќ, публика. Што значи тоа подточка? Значи вие се сведувате на профит. Да, и на валоризирање на странските изведувачи пред нашите. А пазете, се работи за култура. Па јас постанем да е нашиот ќе го викнам, нема да валоризирам друг. И за одредените колеги, пошто ја има потенцирано во текстот, има изведувачи во Кавадарци како што се доајени, Ангел Џамбазот, Димо Дулот, група Кавадарка, Ваташка Чалгија, Фазли Сефулов, страшни музичари кои што оставиле еден голем белег во тоа тиквешко музичко поднебје и токму и напоменав, не се работи за мене, викам поканете некој барем доби. И има место за нив долу во ливалата тама, некој си мало биниче, ова е намената големата бина за големите звезди. Тука беше навредата која несвесно ја упати, верувам, господинот Јанчев, каде што нашите изведувачи македонците, вклучувајќи ми и мене и сите, без разлика дали од поп естрадата, од овај или од фолк естрадата, останавме некако како понижени, не ценети од своите луѓе. И особено фактот не се работи, повторно ќе кажам за Кавадарци. Тоа е моје излегување, беше да сегне го имавме случајот Иво Штип со Дино Мерлин. 170.000 евра. Знаете ли која пара е таа? Која што излегува надвор од Македонија. Тоа е парадокс на Диоген. Така е, но извинете, тука... само уште ова. Приватно, вие кога ќе организирате, можете и Дуа Липа да ја повикате. И кој друг сакате. Точно дека тука музиката нема граници. Но во овој одреден момент музиката има граници, каде што се питијада, пастрема илијада, гроздобер и така натаму, каде што се промовира македонска традиција, македонски фолк, не може да носите странски
изведувачи. И во ред, и тука сум јас флексибилен. Знам дека сме живееле во една држава која што се викала Југославија и голем дел од луѓето и имаат симпатија, бидејќи младоста им поминала во тој систем, некој работел во Београд, некој бил војска во Сараево и така натаму. Во ред, слободно, нека има еден пејач од поранешна Југославија, но не може од 5 да бидат 5. Или ако треба еден само едниот да не биде наш. Дај место за нашите. Повторно ќе кажам, не за мене, дај место за нашите. И морам уште еден факт да ви го кажам, кој сигурен сум дека не го знаете, не споменувам имиња. Ако се огласи некогаш, ако се пронајде тој господин, ќе го кажам јавно. Исто градоначелник кој што направи исто така една, според мене, кобна грешка. Абе, знаеш, вика, музиката нема граници, се работи, вика, за профит. Како викам за профит? Да, тоа е логиката, некаква економска, бидејќи мора да заработи општината, така мора да. Мене ми е интересно што такви луѓе се става на позиции кои не ги разбираат, за жал. И тоа го зборуваме цела емисија и секогаш дека такви луѓе со емотивен, интелектуален, културолошки дефицит водат институција, општина и така натаму. Како викам профит? Па ние од тој пејач ќе ни донесе толку. Колку ќе ми донесе, еве, Пејко Пејковиќ, пример, па ќе донесе, вика, 100.000. И колку ќе имате профит? Ќе имаме профит пола милион. Добро. Вака викам сега јас. Рековте дека музиката нема граници? Се согласувате? Се согласувам. Рековте дека ќе донесе профит? Се согласувате? Се согласувам. Готово. Наредна, викам, манифестација, јас ќе донесам спонзор, ќе бидам и ќе донесам пејач од Косово. Како, вика, од Косово? Да, бе, викам, шкурта феза ќе ја земам од Косово и имам донатор таму, викам, што сака ќе ја плати 2 милиони евро и ќе ја донесе да пее во Кичево, пример, не знам каде. Ама знаеш, таа е албанка. Па нели, вика, музиката нема граници. Викам, музика, тај музика, исто викам, музика, Балкан, второ викам, и тие се Балкан. Како што се бугарите, грците и албанците се Балкан. Второ, профит, милион публика ќе имате. Па цело Косово ќе дојде, Кичево, Струга, Куманово. Ама знаеш, сега не е исто, молам, викам, земи ги тие таму тефтерите пред тебе и те молам на оваа тема немој да разговараш, затоа што не ти е чист образот и немаш аргументи. Значи, постои граница само таму каде што вас ви одговара. Немаше што да каже човекот, се замина. Еве овој аргумент во однос на тоа. Да, еден пример кој што е слика. Дуа Липа, не знам, па цело Косово ќе дојде Албанија, милион ќе имате тука вие гости, ќе направите 10 милиони профит, ако се работи за профит. Така. Ама како ќе заштитиме ние македонската култура? Како ќе ја заштитиме? Наша должност, се ме прашавте на почеток во однос на музиката само македонски. Моја должност е јас да се грижам за македонската песна. Сум ја наследил од дедо ми. Кој сум јас во оваа генерација да го сфернавам тоа, некој што го дал животот за јас да зборувам на овој јазик и јас да зборувам да пеам на овој јазик. Па во времето било забранувано да се пишува нашата историја и нашите мајки, баби и дедовци таму по нивето на плюс 40 ке жнеат и маката историјата си опевале преку песна и токму затоа нашата песна е така жална и таговна и емотивна и всушност најобјективната историја е испишана во нашите песни. Преку народот. Преку народот, затоа што историјата ја пишува бобендикот. Во книгите можете да најдете се, но народот не лаже, тоа се пренесува преку песна од генерација на генерација. И ние се до тоа го забораваме. Уште еднаш, културата е темелот на една држава. Уште еден пример и одиме со тоа. Втората светска војна, кога држи седница британскиот парламент за буџетот, нели? И министерот за култура се јавува и вика на Черчил му се обраќа. Вика, господине, ако треба јас ке скратам од финансиите за културата, за да имаме за воени цели. И Черчил му се врти и му вика, а ние ова војна зошто ја водиме? За културата ја водиме. Значи, ние војната ја водиме за културата.
од културата не можеш да скратиш финанси. Разбирате ли поентата Да, и и логиката? има сериозна паралела која што верувам дека многу луѓе ќе замисли вечерва после ова што го зборуваш, особено на тема кратиме ли од културниот буџет низ годините, не зборувам за сега, колку доволно сме посветени како институции, како индивидуалци да си ги заштитиме културните Не само што интереси. кратиме, туку и оние средства кои што се дозволени и одобрени одат на погрешни места. Да. Па имавте вие дете кое што доби пред колку години беше, не знам, 15-20 илјади евра за песна од дочка. Да. Замислите се, а вие да финансира државата Македонија. Државата Македонија да финансира песна за оние кои што ги убиваат чедата на таа иста држава. Да. Некој да ми го убие синот и јас да финансирам на убиецот песна, испеј ми песна за тоа што ми го уби синот. Да те Да, и сега тука доаѓаме до оној момент дека личните интереси па и полните џебови се некаков приоритет на одредени индивидуи кои заборавија во даден момент на македонските национални интереси и на тоа што значи да ја чуваш татковината каде што си се родил. Но тоа е што е. Ти си внук практично, тебе ти е дедо, Спасе Митрев Селјановски Паце. Оние постарата генерација го знаат како партизан, учесник во нов дел од Кичевско-Мавровскиот партизански одред. Што им зборуваш на твоите деца? На тема Паце? Како ги учиш? Како на дневно ниво изгледа таа комуникација кога зборуваш? Првиот филм јас кој што сум го гледал, првиот филм беше Македонска крвава свадба со татко ми. Првата песна која што сум ја научил беше Тајки даскалот Крушево Абер пристина и така натаму. Патриотизмот, односно љубовта, ајде да не го употребуваме тој збор. Добро. Љубовта кон татковината се сведува пред генетски дел од домашното воспитување и од средината. Тоа ќе ми беше следното прашање. Исто ги воспитувам и моите деца. Јас на моите деца, искрено, можеби ќе звучам немодерно, не знам, но јас им забранувам да гледаат тие теировички, тие десенгерици, тие неморални блудови и така натаму. Нека слуша се од музика и странска ништо, но таков неморал, таков шунт, строго забрането е да не видам кај ни во телефонот. Им објаснувам, разговарам како со личности на голема возраст. Што значи Македонија, за историјата на Македонија, што значи Гоце Делчев, што значи Даме Груев, па и за нивниот прадедо Спасен Селјановски, на кој што го носам јас името, тој е партизан. Замислете, 43-та година, 4 година гимназија, со сите петки во Белград, страшен талент, двајца браќа, Арсо и Спасен, по Арсо е син ми крстен Арсени, еден мора да оди за партизан, Арсо работи позадина и Спасен вика, јас не сум женет, ти имаш 2 деца, јас ќе одам место тебе, оди доброволно, десна рака му е на комесарот Мирко Милевски и го убиваат на Буковиќ во Кичево. По предавство ги заобиколуваат балистите и го убиваат и до ден денес не му се знаат на нему костите. Не знаеме ни каде е погреба, ништо е. Значи балистите. Да повторам. Да. Овие навивачки групи балисти што се гордеат, знаете како сега, ние сме балисти, значи вие имаме во државата навивачки групи кои што носат име на наши убиците на нашите предадовци или ги имате спомениците на Джемо, Хаса и Джемо и Мефајди. Значи тие исто убиците, тие Джемо го запалил 2 пати моето село по Полжани. И сега постои споменик негов, замислете, каде што ги силувал нашите баби и нашите дедовци. И ако збориш на оваа тема, ти си националиста, ти си албанофоб. Не сум албанофоб. Јас имам пријатели албанци страшно добри, но модерни. Но историјата од тоа време... А зборуваш албански, тоа е интересно. Па знам по некој збор, имам другари, доста другари имам албанци, многу се почитуваме. И ме радува фактот што и тие веќе се свестат, не паѓаат на она политичко влијание на екстремен, радикален, да речам. Фундаменталистички, да. Не, гледат, јас ги почитувам сите оние народи, народности кои што живеат во нашата држава, но кога игра Македонија, навиваат за Македонија.
И тоа разбирате така треба сега, да биде. И тука нема друга Јас настапувам линија. често надвор, еви се во Италија бев пред 2-3 месеци на еден настап Повеќе концерт. си почитуван и баран надвор, бидејќи знам дека имаш ангажмани и ми спомена дека дури и 27 до некаде ти е резервирано со настапи што дома, но и голем дел надвор Европа, Америка, Австралија. Фала му на Бога, фала му и на народот, доста сум почитуван и во Америка, и во Австралија, и тука и кај нас. Еднаш годишно обавезно одам Австралија или Америка, или ете на година и пол. А Европа веќе ни стана како дома и мило ми е веќе што почнаа нашите европјани да организираат такви манифестации, македонски игранки, пред се со цел за зближување на народот. Да се навратам само на точката. Од едната страна италијанско знаме на мојот настап, од другата македонско. Стануваме, ја пееме прво италијанската химна, а сите 800 луѓе во ресторанот, во таа сала каде што настапував, беа македонски. Прво италијанската химна, па потоа македонската. Јас дори снимав и воодушевен. Сите ја почитуваат италијанската и викаат, да, ние живееме тука, Италија ни дава нас леп, ни дава дом, ни дава семејство и мора па постои нашата. Како функционира тоа кај нас во Македонија, ајде замислете сега. Па само да се сетиме на начинот на кој што се промени името и што претходеше, која химна се емитуваше во законодавниот дом. Зато и настанаа тие, да не навлегуваме во политика. Да. Видите како е свеста кај нашите, кај сите диаспората, во диаспората. И така треба да биде тоа така. И тука, и тогаш ќе има соживот помеѓу, нема да има македонофоби или албанофоби. Кога ќе се грижиме ние за оваа татковина, сите како заедничка. Кога ќе ја сакаме, ќе повторам, кога игра фудбал македонска репрезентација, со не знам која да ќе навиваме за македонската репрезентација. Таа е наш. Јас кога би живеел во Швајцарија, би навивал за швајцарската репрезентација со било кого да игра во свет. Ти го слушнав мислењето, знам дека не сакаш политички да се дискутира вака, бидејќи зборуваш повеќе и така и треба да биде на тема колку ја сакаш татковината и дека е таа надпартиски интерес и тука завршува приказната. Но еве, дали се левица патриоти, например, имаш ли мислење? Конкретно за левица? За сега само дискутиравме, јасен ми е ставот, јасна им е и на публиката твојата перцепција, не е левица? Дали се патриоти? Видите, јас имам пријатели од СДСМ и од левица. Никогаш не би било пречка или бариера за моето пријателство со одредена личност неговата идеолошка припадност. Во се има добро. И во дедо ми бил комунист, Спасен Силјановски. Барем тоа време, нели, се бора за така речено. Но, кога на тие припадници на таа одредена идеолошка припадност, целта им биде националниот интерес. Се друго, биде СДС, биде ВМРО, биде левица, кога се работи за национален интерес, нема тука компромис. Црвена линија и крај. Завршуваат сите меѓусебни пропукувања, настапува како што прават албанците, имате тиранска платформа или така натаму, тие се пропукуваат секој ден по медиумите, но кога се работи за албанскиот интерес, тие се страшно обединети. Ние доцниме многу позади нив со тоа размислување. За левица не би сакал оној впечаток кој што ми го остави негативен левица, најбитно, е тоа што беа учесници во шарената револуција. Всушност, не можеме да ги амнестираме од фактот дека тие од одговорноста за одговорноста дека го донесува на власт оној кој што го изврши предавството и промената на името. Да, но потоа па признаа дека биле злоупотребени голем дел од нив, барем оние кои се најгласните и првите луѓе на партија. Да, не грешам душа повтор, ја не сум политичар, не е моја област, она моје мислење. Не можам да ги коментирам затоа што не знам какви би биле кога би биле на власт. Затоа што во опозиција точно искажуваат пронационални ставови, но луѓето се менуваат кога ќе дојдат на власт, а тоа менување на нивното мислење не е само поради лични основи, туку знаете веќе таа длабока политика, имате тука Кале, имате Европска заедница, имате Америка, ние сме мала држава која што зависиме, мора да имаме сојузник, а всушност сојузник во конкретниот термин значи дека ние сме слуги, всушност не сме сојузници на
всушност сме марионети, но ајде ќе ги наречеме сојузници, така да Добро, големите и мукните луѓе прават тоа што можат, а малите тоа што морат. Многу од политиките кај нас, без разлика на која власт, дали на ВМРО, дали на СДС, верувам дека и факт е дека многу од политиките, од одлуките, односно, колку да се неисправни, биле диригирани директно од повисоките светски држави сили, и тоа буквално со закани по немири, како што беше заканата нели во 2001, ако не се повлечете од Рачиново, авионите од Италија за 10 минути ќе го бомбардираат Скопје. Да, така беше. Така да не секогаш се лутам на недобри и неправилни антимакедонски одлуки, но кога се работи за оние ставови каде што не постои компромис, црвена линија, тогаш вреди и да се ризикува и својот живот. Како викаше Стефан, Влахов Мицов, моја памтта ме една реченица, патриот си вика, ако шеташ со некролог во джеб. И само таков лидер може да биде лидер доколку е способен да биде жртвуван, па и тој селото семејство во интерес на народот. Гледате како се жртвуваат муслиманските земји од Блискиот Исток и така натаму. Да, има и секако дека има многу што да се научи од нашите сограѓани, од помалата заедница етничка тука, на прашањето е колку научивме од нив, но добро, тоа е сосема друга тема. Имам уште неколку прашања кои мора да ги протрчаме, времето ни отиде. Тема љубов. Ти спомена, не можам јас да не ја сакам мојата супруга, моето семејство, моите деца, да те сакам тебе или да сакам, нели, така почнува љубовта, така се гради, така се учи и пред се да се сакаш себе си. И сега на тема љубовта, дали љубовта треба да те гради или да те скрши за да те научи? Како размислуваш на оваа линија? Имаме различни погледи на љубовта. Љубовта е широк поим. Не е љубовта само љубов, само да сакаш некого. Што значи тоа да сакаш? Да сакаш е едно, страст е друго, да љубиш е трето и така натаму. Љубовта функционира, да речеме, како човечкиот организам, како одиме на микро веќе. Една клетка, ако имате здрава клетка во телото, имате здрав организам. Така е, почнуваме љубовта во семејството. Ако имате љубов во семејството, имате семејството е здрава клетка на едно општество. Па имате здраво семејство, па имате здраво околина, здрава населба, здраво село, здрав град и имате здраво општество. Во тој однос на љубовта. И сега одиме мора се прашаме која љубов е многу важна. Или пак дали воопшто одлуките што ги носиме ги правиме од позиција на љубов или од позиција на други, не знам, емоции, вредности, никакви други приоритетни моменти на кои им даваме поголемо значење. Најврвните генерали, императори, лидери секогаш знаеле да ја одделат љубовта и емоцијата од здравиот разум. Секогаш треба да одлучува разумот, бидејќи се мисли, викаат, срцето што ќе ти каже, срцето некогаш знае да греши, во срцето е љубовта, а некогаш кога се носат навистина тешки и значајни одлуки, треба да размислиме со разум за иднина и за последиците од нашите одлуки. Татко ми викаше, проблемите ќе ги решаваш пред да почнат. Не од кога ќе почнат. А она индивидуална љубов, однос машко-женско, relationship, и таа љубов има различни страни на гледање. За мене не е битно да речеме пресудно физичкиот изглед, бидејќи тие се променливи. Мојот кум, сакам да го поздравам, пред да се оженам, викаше ти си популарен, симпатичен, имаш девојки, вика, едно од мене запамти, ќе најдеш, вика, некоја, да најдеш животна сопатничка, што кога ќе си болен, барем еден чај ќе ти направи. Тоа е љубов. Тоа е љубов. Грижата еден за друг е љубов. Не само страста која ќе ја почувствуваме кога ќе се прегнеме со некои тие пеперутки. Грижата еден за друг
е она вистинската љубов која што ќе ни треба за да го поминеме животот и да останеме заедно со една индивидуа до старост. А за љубовта кон татковината да не збориме, тука нема Мислам компромис. дека го одговори тоа во го многу одговори претходно. наврати од претходните прашања. Спосан, можен ли е успех без интегритет? Дали си успешен човек во моментот кога ќе го изгубиш образот? А имаш многу пари или имаш моќ? Дали е тоа успех? Зависи која е вашата цел. Честа образот и интегритетот за мене се предуспехот. Ако изгубите интегритет, вие сте само една бубашваба во тој шоу бизнис каде што работите и мислам дека не сте потребен без разлика на вашиот квалитет. Па и во секоја професија. Во секоја професија, бидејќи тие морални вредности кои што го сочинуваат интегритетот се многу побитни и многу позначајни од успехот. Дали сте ликовен уметник, дали сте спортиста, дали сте пејач, ако сте не човек, еве да кажеме со прости зборови, шо ќе ви е сето тоа? Ако нема со кој кафе да пиете, ако луѓето чувствуваат аверзија или омраза спрема вас, тогаш зошто ви се сите пари што ги имате во сефот, зошто ви е тоа возило од не знам колку пари, кога одите со наведната глава или немате со кој да се напиете едно кафе на крајот денот. Така да успехот сам по себе носи одговорност. Популарноста носи одговорност, односно популарноста носи до одредена смисла на зборот моќ, а моќта секако носи одговорност. Сега колку сме ние подготвени да се носиме со таа одговорност и да ја практикуваме, затоа што популарните личности од било која сфера се посебно во оваа доба на социјални мрежи се до одреден степен, па и до најголем степен, не само до одреден, креатори на јавното мислење. Така. Односно, просто кажано пример. Имаат опште еден вид одговорност за нивните јавни настапи, за оно што го прават. Да, ама не само за во однос на професијата како на пење, во однос на постапување, во однос на облекување, во однос на ораторство, во однос на размислување, во секоја сфера од животот, јавните личности, популарните посебно личности имаат одговорност, потоа ќе кажам, бидејќи ти го креираат на некој начин јавното мислење на луѓето и луѓето земаат од нив пример до одреден степен. И сега тука е некои луѓе знаат да разграничат што е добро и што не е добро. Ако сте лош пример, и од лошиот пример се учи. Така е. Тоа е доказ како не треба да правите. Но има категорија на луѓе кои што лошиот пример го примаат како добар. Например, одите на концерт од Десенгерица и ви шљака со плјунка таму и вие мислите дека тоа е справите селфи дека тоа е добро. И сега каде е пример го зедовне, каде е неговиот успех? Тој има личен успех. Но кои се вредностите што ги наметнува на својот народ, на својата младина. Каква младина гради тој? И знаете дека Па и прашањето е кој му овозможува таква популарност. кој стои позади него? Знаете дека во времето кога се градела Југославија, јас сум бил роден, Тито вика ми треба човек кој ќе собере младината. Најдете ми таков човек. Кој ќе биде тој човек? Здравко Ќолич. Создаваме повторно културен идентитет, обединување. Создаваме, затоа била здрава држава. Создаваме човек кој што ги поседува сите оние критериуми за еден млад, искусен, згоден, морален изведувач. Сите автори се ангажирани да прават за него песни, за него Здравко Ќолич и обединува сета младина со еден начин во кој што се сите позитивни критериуми од морал, од етика, од честност и така натаму, ги наметнува на таа. Ти практично сега објасни системот за градење на здраво општество со почитување на националните интереси. Еве ова е така се гради здраво општество. Ние имаме тројца пејачи сме во Македонија, или четворица буквално, кои што практикуваме само македонска музика. Не дека не ја сакаме другата и не ја почитуваме, туку затоа што се чувствуваме одговорни, чувствуваме дека треба да се грижиме и да го градиме тоа што е наш. И токму ние, три четворица пејачи, сме на некој начин стигматизирани или како отфрлени од овие национални институции каде што треба да се даде некоја си поддршка.
Сега направете ја споредбата сега вие од времето на Чолич, како бил финансиран, како бил граден времето од државата, до сега е тој што ви треба, го уништувате. Ама ако го немате вие кој да ве подкрепи, кој да ви подкрепи идентитетот, културата, фолклорот. Токму е тоа овој роман. Кога ќе излезе романот, ајде тука да го заокружиме разговорот. Некои рецензии, некои доработки и така натаму, издавачка куќа и ќе биде во текот до крајот на оваа година, мислам дека ќе биде, сакам да направам превод и на англиски. Мислам дека имам некои конекции, сакам да пробам, видете, ја не сум писател, него мојот капацитет каков е таков е, секогаш е радознал. И сакам да се пробувам во сите сфери, односно да се исполнам ако на крај краиштата самиот себе си. Да видам што можам да напишам, како ќе биде прифатено тоа, а и да не биде прифатено како онај поетски или писателски карактер, сепак темата верувам дека ќе биде прифатена затоа што има многу вистини и многу луѓе ќе се пронајдат во општеството, како функционира општеството. Практично архивираш дел од себе си, своите мисли, ставови, па и твојот начин на живот, твојата историја. Пред се тоа си го правам лично за себе. Така. Се си го правам лично за себе. По самото по себе по автоматизам ќе биде успех без разлика колку ќе биде нели читано, продаване и така натаму и така натаму. Верувам дека не те води тоа, туку те води баш овој порив за кој што сега зборуваш. За крај многу кратко, сакам во контекст на сето ова што вечерва го изложи, да им во една реченица порака на родителите и на нивните деца. Во контекст на тоа да имаме здраво општество со вистински вредности кои уште треба да се бориме да се ги вратиме. Па мора да се држиме од тие принципи кои што ги зборувам цела емисија. Ние мора да имаме здраво семејство. И кажав и на почеток, јас би сакал секој дете да има родител како што сум имал јас. Родител кој што ќе ве учи на морал, на етика, на честност. Ние мора, видете, ајде сега да не бидам премногу, ние мора да се воведе и веронаука. Ние мора да читаме и Библија. Мора нашите деца да одат на проповед во црквите, барем еднаш во неделата. Значи, тие вредности се многу, теолошките, верските вредности многу битни за зацврстување на една семејна структура, еден семејен синџир, али секако родители треба да одвојат време за да бидат што повеќе со децата и начинот на воспитување. Ако конкретно се прашувате како ги воспитувам јас и како ме воспитуваше мене татко, на пример, никогаш прст не стави на мене. Ме воспитуваше со емоција. Ме правеше да се сочувствувам со неговата и радост и тага. Јас знаев кога тој не е во можност да ми купи нешто што јас го сакам, тој со еден поглед ке ме погледнеше и јас ке сватев. Таков начин на комуникација имавме ние. Јас сочувствував што мисли, не требаше да ме удри или не дозволував да ме удри со тоа што не правев постапка за да треба да ме удри. Цврстината е разговорот со авторитетот. Не се гради со. Не, со ќотек не се гради. Тоа и психологија да го кажува дека ако едно дете го почнувате да го воспитувате со ќотек, тоа само станува имун и ќе се навикне и после ќе скршам чашата, швак ќе ме удри, ќе ме пребори. Се гради со емпатија, со љубов. Вие јас еве дечињата мои, верувајте ми, затоа сум многу среќен. Знам дека им треба патики, ќе одиме да купиме патики, пример конкретно и ќе има патики од 70 евра, од 100 евра и од 30 евра. И сега синчето ќе рече, тато патики, ја одбери кој сакаш. И сега гледам дека му се допаѓаат тие од 100, ама ќе појде ке тие од 30. И овие, викам, ама овие не ти се допаѓаат. Ама тато знаеш да не немаш пари. Тоа е сочувствување со состојбата на родителот, а не со сила. Да го натерате детето да влезе во вашата психика и да го воспитате емотивно со тие вредности, да љуби, да сака. Не може да го научите да не биде наивен. Тоа не се учи. Тоа трнува од натрешната емоција, од добрината, од емпатијата, но добро и да го научите да знае да се брани во одредени ситуации, бидејќи животот
е премногу суров, имаме премногу волци во јагнешка кожа кои што се шетаат околу нас постојано и мора, за жал мора, човек да изгради еден одбравен систем. Мислам дека никогаш не си се поставил себе си во позиција вака да дискутираш на интервју, ако грешам поправиме. Ова е прво интервју кое што разговараме на вакви теми, малку поотворени, пошироки, пофилозофски, различна така и баш ми е мило. Јас, знаете, обично луѓето ве гледаат само онака како што се представувате. Така. И добро е луѓето те видат дека Чеке Спасен може да поразговара на други теми, не само да пее. Јас ти благодарам што вечерва баш тоа го направи. Беше многу автентично, беше многу искрено. Ти си тоа, те знам и приватно, те знам и зад камериве, се дружиме, се гледаме, ти си баш ова. Ти не си глумец, не се представуваш различно од она што си и тоа публиката го цени, а тоа е всушност твојата научена лекција како да ја покажеш одговорноста бидејќи си јавна личност. Еден од начините за да биде успешен човек, без разлика во која област, е само да го говори она што сака да го слуша народот. Една од формулите. Зборувај го тоа што сака да го слуша народот. Јас, за жал, не сум таков. Не го зборувам тоа што сака да го слуша народот. Го зборувам тоа што мислам дека е исправно. И поради тоа некогаш си нанесувам, си насобирувам и хейтери, и ботови, ама од друга страна па и Само е потврдено тоа, симпатии и така натаму, но на крајот криштата останувам доследен на себе, доследен на она што сум го наследил, доследен на мојата идеја, на мојата идеологија, мојата мисла, правда, честност, добрина, етика, морал. Тука се завршува све и на крај кога ќе сум исполнет, јас си сигурен дека сум бил во право, не ме интересира другите што мислат. Ништо нема да додадам на овој твој крај, бидејќи ова е тоа животно мото кое исто го почитувам, исто го живеам и верувам дека можеби па и некој од вечерва токму ќе почне да биде автентичен на начин на кој што е тоа Спасен Силјански. Те благодарам што беше вечерва дел од подкастот на Алфа. Благодарам и на поканата и благодарам и на гледачите за земеното внимание. Со задоволство ќе го потрошат на тебе, знаме ќе ја пуштаат и репризата, а бога ми ги имаме и социјалните мрежи каде што можат во било кое време и по дома да не гледаат, ама да слушаат, тоа е предноста нели на платформите, уште еднаш фала ти. Драги мои, го видовте Спасен Силјановски во една без Василјановски, во една поинаква верзија, настрана од Везилка и настрана од неговите музички настапи во кои верувам дека уживате. Јас барем вечерва слушнав многу животни филозофии кои гледам дека му зрачат среќа од очите и всушност тоа е и целта на нашето постоење, да бидеме среќни однатре од тоа какви што сме и каков начин на живот имаме, како функционираме и како тоа го правиме, дали е искрено, дали е автентично и дали е од позиција на љубов. Добра ноќ.